Добро вечер. Гледате 360 степени. Еве ја генералната најава. Во овој хаос, престојот на клинички често се претвора во бескрајно барање паркинг и пропуштени термини за прегледи до кои јонака тешко се доаѓа. Се снајдовме после 2 часа. Иначе сме отприли. Планот е да се оди на варијантата за изградба на 2 монтажни катни гаражи. Идниот концесионер ќе има добивка од 18,5 до 20,5 милиони евра. Зошто Тоа е за 20 години. Така, за 20 години. Зошто овие пари да не ги заработи државата? Кажете ми модел како би го заработиле тоа доколку немате буџет за тоа. Меѓу пациентите на онкологија што останаа без биолошка терапија. Се чувствувате во неизвестност некаква, мислите дека може да влие тоа на здравје? Како да ви кажа? Може ли да не сумњаш дека ќе влие? Дали може пациентот да се доведе во живото загрозувачка состојба ако не ја добива? Значи таа може да биде индиректно животно загрозувачка. Реакции од засегнатите по најавите за укинување на логика и етика и сведување на филозофија на изборен предмет во гимназиите. Ако јас би станал министер и одам на медицинскиот факултет и отидам таму и кажам нема потреба од патологија предметот. Затоа што претходно има патолошка физиологија. Почнуваме со сториите. Министерството за здравство планира да го даде паркингот на клинички центар во Скопје на приватен партнер на 20 години, а за возврат државата да добива 1% од вкупните приходи од паркирањето со обврска приватниот партнер да изгради 2 монтажни катни гаражи. Според една од физибилити студиите до кои дојде 360 степени од 2018 година, ова ќе му донесе профит на концесионерот меѓу 18 и 20 милиони евра во следните 2 децении. Процесот не е на почеток, туку при крај. Се пријавила само една фирма и прашање на денови е кога ќе се донесе одлука дали ќе се склучи договор. Зоран Јовановски. Секојдневно илјадници граѓани од целата држава доаѓаат во клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје. Многумина од нив со автомобил. Поточно, премногу. Веќе не е прашање дали има слободно паркинг место. Секако нема. Туку дали е искористен и последниот слободен сантиметар од улиците и тротоарите. Секаде каде што може да се остави возило. Некогаш ми се гади кога доаѓам тука само за паркинг, значи збориме, не збориме за нешто друго. Проблем, значи капацитетот колку е овде, тоа е дупло, 2 дупло колку е, не знам. Во овој хаос, престојот на клинички често се претвора во бескрајно барање паркинг и пропуштени термини за прегледи до кои јонака тешко се доаѓа. Никако. Еве, чекам некој да искочи па да се паркирам. Жена ми отиде на контрола, јас чекам тука. Слободно паркинг место се чека и со часови. Се снајдовме после 2 часа. Иначе сме отприли. 2 сати баравте паркинг. Да. По ваквото сведоштво, решивме самите да провериме колку време е потребно за да се најде паркинг место на клинички. Мерењето го направивме во работен ден околу 11 часот. Еве, додека чекаме ред да си земе паркинг карта, ќе вклучиме да го измериме времето. Прво се обидовме на паркингот кај клиниката за гинекологија и акушерство. Таму едва и се разминавме со други трагачи по паркинг. За милиметар. Се вози во различни насоки, се блокираат други возила, се паркира каде ќе се стигне. Ниту едно слободно паркинг место. Го напуштивме тој и тргнавме кон друг паркинг. И сега? Попат хаотично. Амбуланта чека, дотур на лекови заглавена. А заглавивме и ние во уличка за која немаше знак забранета насока, а за разминување немаше доволно простор. Тргни, запри, врати се, поиди, почекај. Помина време. До сега речи си 12 минути. Што ајди сега ако најдеме во моментов ќе биде во ред. Ама нема такви изгледи. Се обидовме и на паркингот во близина на хелиодромот. И тука се снаоѓа кој како знае и умее. Најголем метеж имаше пред местото за наплата на паркинг.
Тргнавме да се заминеме од тука, но повторно, иако немаше знак за забранета насока, како да влеговме во таква улица. Значи не успеавме ниту на вториот паркинг, па сега ќе пробаме кај инфективно. Паркингот кај клиниката за инфективни болести е направен зад модуларната болница изградена за време на корона кризата. Едва и влеговме бидејќи имаше несоодветно паркирани возила. И кога помисливме дека и тука нема надеж за слободно паркинг место, меѓу редиците паркирани возила, Место. како да сме пронашле богатство. Конечно успешна мисија, но за колку време? Нам ни требаше нешто повеќе од половина час за да го најдеме единственото паркинг место на кое наидовме во близина на инфективната клиника. Го оставивме возилото и тргнавме да провериме колку слични искуства има низ клинички. Екипата на 360 степени имаше доволно време да бара паркинг место низ целиот клинички центар. Состојбата ќе беше многу покомплицирана ако се работеше за пациент во тешка здравствена состојба на кој му треба лекарски преглед. Такви случаи нормално е да има многу во најголемиот клинички комплекс во државата. На некои места се уништени и сообраќајните реквизити, а автомобилите се оставаат каде било, дури и ако тоа значи сообраќајен прекршок. На некои улички пак, кога ќе се заглави премногу, возачите излегуваат од своите автомобили за да се договорат кој и каков маневр да направи за да поминат. Ја денеска дојдов со другар ми, значи, коронодарител сам. Саат време не можеме паркинг да најдеме, значи само се вртиме тука и пак не можевме да најдеме, значи синот го остави, значи да ја мрдна колава, значи лево десно. Значи стварно е, значи претеризам ова е, значи овде. Некои од возачите велат дека плаќаат за паркинг, а добиваат лоша услуга. Мора да дојдат со 20 да дојдат. Едниот да седи во кола, другиот да оди да врши преглед што има потреба. Инаку проблем е со паркингот е многу проблем. Иако плаќаме, не можеме да се снајдеме. Чекаме некој случајно да искочи, па ние да се паркираме. Дел од нив предлагаат решенија. Катни гаражи. Не е тоа многу голем проблем да се реши тоа. Само треба желба. Катна гаража, друго нема. Друг начин нема, пошто цела Македонија е натрупана тука. Катни гаражи се решение за кое се зборува повеќе од една деценија, од различни министри за здравство, од различни политички гарнитури. Последно во таа насока тргна актуелното раководство во Министерството за здравство. На 15 ноември 2024 година, Министерството објави оглас за воспоставување јавно-приватно партнерство како концесија за јавни работи и јавни услуги. Основата за давањето на паркингот на клинички под концесија е физибилити студија која првпат е изработена за време на министерувањето на Никола Тодоров меѓу 2011 и 2017 година. Документот потоа е ажуриран низ годините. Според една од верзиите на документот, до кој дојде 360 степени, се предвидени две сценарија како да се реши паркингот со монтажни гаражи. Според првото сценарио, предвидена е изградба на 3 катни гаражи и концесија од 20 години. Проектираната нето добивка, според цените за паркинг од 2018 година, е 20,5 милиони евра, со проценета вредност на инвестицијата од 11,7 милиони евра. Според ова сценарио, времето на поврат на инвестицијата се проценува на 8 години. Според второто сценарио пак предвидена е изградба на 2 објекти. Во таков случај со концесија од 15 години, во физибилити студијата е пресметано дека нето добивката ќе биде 18,7 милиони евра, со проценета вредност на инвестицијата од околу 5,2 милиони евра. Времето на поврат на инвестицијата се проценува на 4 години. Според јавно достапната документација и одговорите што ги добивме од Министерството, планот е да се оди на варијантата за изградба на 2 монтажни катни гаражи. Едната би била изградена на паркингот кај клиниката за гинекологија на површина од 3500 метри квадратни со приземје и 2 нивоа. Со тоа би се обезбедиле вкупно 350 паркинг места. Втората би била на паркингот во близина на ургентниот центар на површина од 4932 метри квадратни, исто со приземје и 2 нивоа. Според плановите, таа би додала вкупно 493 паркинг места. Проценките се дека клинички во моментов има 1007 паркинг места, па со плюс од 843 би имало паркинг за сите. Според условите во огласот на Министерството за здравство, чиј рок за поднесување понуди е изминат,
Гаражите треба да ги изгради приватниот партнер концесионер. Тој би стопанисувал и со целиот паркинг на Клинички, со кој сега менаџира јавното претпријатие Градски паркинг. Обврска на концесионерот е и да ги проектира, изгради, управува и одржува монтажните гаражи, како и другите места за паркирање. Но за разлика од сценариото со двекатни гаражи во физибилити студијата, концесијата е на 20, а не на 15 години. За разлика од физибилити студијата, Министерството за здравство сега проценува дека инвестицијата во двете монтажни катни гаражи би го чинела идниот концесионер 10 милиони 370.000 евра, а не 5,2 милиони, како што било проценето во 2018 година. А што од милионските добивки ќе има државата? Од Министерството велат 1% од вкупно остварените годишни приходи и средени паркиралишта. Рокот за поднесување понуди заврши на 16 декември 2024 година. Според информациите од Министерството за здравство, постапката е во фаза на евалуација. Но и нема многу што да се споредува, бидејќи се пријавила само една компанија. Од Министерството не ни го открија нејзиното име, бидејќи така налага процедурата. Дали граѓаните конечно ќе добијат место за паркирање кога одат во Клинички? Но и дали некој ќе добие златна кокошка, наместо и парите и заслугите да ги собере државата? Да, дали приватниот партнер добива златна кокошка? Едно од прашањата што Зоран Јовановски му ги поставува на министерот за здравство Арбен Таравари во интервјуто на оваа тема што следува. Господине Таравари, во која фаза е сега процесот? Колку фирми се пријавија на јавната набавка и дали може да ни кажете кои се фирмите? Јас побарав утрово да ми подготват материјали од кабинетот. Гледам дека конкурирала само една фирма, се уште е во фаза на евалуација на сите материјали, дали ги исполнува условите. Практично се работи по една физибилитет студија која што е направена пред 2 години, по која што е планирано да биде јавно-приватно партнерство меѓу Министерството и инвеститорот, по принципот, по моделот проектирање, финансирање, изградба, трансфер, стопанисување. Јас се надевам дека екипата која што е во проектна единица, која што е одговорна за целата процедура, се надевам дека за неколку дена ќе не информира дали единствената компанија која што конкурирала ги исполнува сите услови. Иако е предвидено со физибилитетот некаде 20 години да трае практично јавното приватно партнерство, меѓутоа имаме одлука на влада, со која што одлука го даваме на користење на партнерот, на приватниот партнер, толку колку што ќе остане тука клиничкиот центар, нели? Во Македонија се планира одамна да имаме нов клинички центар. Хипотетично, ако 2026 година почне да се изгради, или 27 година или 28 година нов клинички центар, практично ќе се дислоцира комплетно од тука и партнерот може да го користи паркингот додека е тука клиничкиот центар. 5 години, 6 години, 7, 8, 9, не знам колку ќе трае. Затоа најверојатно и немало многу интерес за да се пријавуваат повеќе компании. А дали може во оваа фаза се знае која е таа компанија? Јас искрено не ја знам, меѓутоа за неколку дена секако ќе излеземе, ќе кажеме, не го знам името на компанијата, меѓутоа не е ништо тајно, која е компанијата, можеме веднаш за 2-3 дена или уште утре да ве известиме точно која е компанијата. Не сум ги прашал по име која е таа компанија. Не, дали сметате дека е малку нетранспарентно во оваа фаза јавноста да не знае која е фирмата, особено што е само една фирма пријавена? За мене нема никаков проблем, доколку може, дури денеска можеме подоцна, ако овозможува процесот за да се каже која е таа компанија, нема никаков проблем. Воопшто не ни пречи тоа. Го давате паркингот на Клинички под концесија на 20 години, за возврат концесионерот треба да изгради 2 катни гаражи и да плаќа надомест на државата од само 1% од остварените годишни приходи. Дали е логично државата, например, да добие 10.000 евра годишно, што одговара, например, на 1.000.000 евра приходи годишни на идниот концесионер? Видете, физибилитетот не сме го изработиле ние. Постои студија која што е изработена од професионалци, која што предвидува така. Значи не е дека ние сме го креирали и така го правиме, така ни одговара. Досега Министерството ништо не добивало
Ја колку што гледам овде во тоа што е напишано, околу инвестицијата треба да кошта околу 10 милиони евра и концесионерот, иако е предвидено со физибилитетот да се користи 20 години, меѓутоа нема никакви гаранции дека паркинзите на клинички ќе се користат 20 години. Може да се користат и 7 или 8 или 9 години или не знам колку, бидејќи имаме одлука на влада, може да се даде на користење само додека е клиничкиот центар тука. Но еве една поедноставена пресметка. Ако ова го сведеме на 1 час паркирање, сега ми кажавте дека е 25 денари. Моментално е 25 или 30 денари, или 30. не сум сигурен. Јас мислам дека е 30. Ако го сведеме на 1 час паркирање, кој што сега чини 30 денари, тогаш државата би добивала 0,3 денари по 1 час паркирање од идниот концесионер. Дали сметате дека со ова некому давате златна кокошка за да може да заработува од неа? Не мислам така, доколку можевме, ние требаше да се изгради гаража тука, катна гаража, ја не знам зошто и не е изградено до сега. Така да се согласувам со вас да имавме ние можност да инвестираме сами како Министерство за здравство, се согласувам дека подобро би било Министерството тоа да го работи, отколку да се даде на некој да профитира од тоа. Меѓутоа, бидејќи е направена физибилитет студија, јас мислам дека и ова е едно решение, отколку да нема никакво решение. Но според физибилити студијата на која се повикувате, идниот концесионер, доколку оди ова сценарио со 2 катни гаражи, ќе има добивка од 18,5 до 20,5 милиони евра. Зошто тоа е за 20 години? Така, за 20 години. Не знаеме колку ќе трае, како што рековте, клинички центар да биде на оваа локација. Зошто овие пари да не ги заработи државата? Кажете ми модел како би го заработиле тоа доколку немате буџет за тоа. Да имавме буџет, ја се согласувам дека најдобро би било сами да изградиме. Меѓутоа често не се случува да земаме кредити за изградба на болници, за изградба на здравствени објекти, училишта, патишта, за жал. Изградбата на 2 катни гаражи се проектира на околу 10,5 милиони евра без ДДВ. Која направи таа проекција и врз база на што? Јас точно не знам која компанија направила таа проекција, меѓутоа се надевам дека е компетентна компанија. Доколку има нешто што е спорно, ние можеме уште еднаш тоа да го разгледаме и да го видиме. Одлуката не е донесена, фала Богу, така да не сме дека инсистираме, меѓутоа знам дека сакаме што побрзо да има што повеќе паркинг места во клинички центар. Доколку во меѓувреме, еве, ја снимаме и емисијата, доколку има друга идеја, додека не е донесена конечната одлука, јас сум подготвен да зборувам и да биде државна инвестиција доколку можеме, за да евентуално, да не оди некој да доаѓа приватен партнер, току сами да можеме тоа да го направиме. А според она што ни го објаснија од вашиот кабинет пред снимањето на разговорот, има јасни рокови кога треба да се почне со инвестициите на терен и до кога треба да биде готова барем минимум првата катна гаража. Но не ни кажа за рокови кога треба да биде завршена целата инвестиција на идниот концесионер. Па по ова што е планирано во физибилитетот, 6 месеци има за добивање на одобрение од партнерот, приватниот партнер. Потоа изградба треба да се заврши комплетната изградба и уредување на сите паркинг места за 2 години, максимум за 2 години. Се вели нови паркинг места. Катните гаражи ќе имаат приземје и 2 нивоа. Дали во тие нови паркинг места всушност се сметаат и оние од приземјето кои што и сега ги имаме? 1400 вкупно треба да има, околу 450 паркинг места повеќе. Ја мислам дека тоа не е мала бројка. Во физибилити студијата што е направена уште во времето на Никола Тодоров кога беше министер за здравство и колку што ми е познато ревидирана е 2 пати досега, во еден дел се вели дека и да се реши паркинг просторот, сепак ќе остане метежот на влезовите. Дали идниот концесионер има обврска да направи некаков зафат и на влезовите и по сообраќајниците низ клинички? За тоа немам точни информации, ова што го прочитав не видов таму, меѓутоа секако дека да ќе има повторно метеж, значи дневно во клинички центар влегуваат 2200 до 3000 возила. Не велам дека проблемот го решаваме 100%, меѓутоа колку толку ќе биде олеснување за ние што работиме тука и тие кои што доаѓаат секојдневно за секакви испитувања и прегледи во клинички центар.
Да сумираме, ако се покаже дека некои од можните решенија, како што е јавно-приватно партнерство, како што е она што треба да го изгради новиот концесионер ако биде избран, се покаже како неповолно, како несоодветно. Вие како министер сте отворени за поинакви решенија? Апсолутно, секогаш сум отворен за сите можни најдобри решенија кои што може да се направат. Генерално се обидуваме да решаваме проблеми кои што би требало да бидат решени одамна. Јас ќе бев пресреќен доколку веќе имаше катни гаражи во клинички центар. Ја ќе бев пресреќен да кога гасните станици, ова што се расифа во април, немаше да се занимаваме со тоа. Ја ќе бев пресреќен кога би имале клиники, псијатрија, инфективна урологија, дигестивна хирургија да беа реновирани и се да беше добро и сега да зборуваме само за здравствени политики, да не се занимаваме со овие пожари кои што мораме да некако да превенираме, да изнајдеме решенија кои што се моментално најдобри и кои што решаваат не долгорочно, меѓутоа среднорочно решаваат проблеми. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам за можноста. Продолжуваме со следната тема. Втора недела трае кризата со недостатокот на биолошка терапија за дел од болните од рак. Најверојатно нема да помине долг период до денот кога целата терапија ќе стигне и потоа темата ќе падне во заборав, до следната криза. Галена Николовска-Ризановиќ побара одговор на прашањата што е биолошка терапија, колку луѓе се засегнати, што кога не ја земаат навреме, зошто се случува да ја снема и зошто власта овој пат одлучи да не ги набави лековите на најбрз можен начин. Втора недела трае голготата на дел од пациентите болни од рак. Снема од лековите кои за нив живот значат. Повторно станува збор за онаа терапија која што е на условниот буџет, значи не онаа терапија која што се набавува преку позитивната листа, и тоа е еден од оние проблеми на кои што ние цело време алудираме. Од клиниката за онкологија експресно одговорија дека станува збор за биолошката терапија. Недостасува поради долгите административни процедури за набавка, недоволно средства од претходната година, но и поради зголемување на бројот на пациенти. За Фондот за здравство пак проблемот е во лошото планирање и земањето лекови на реверс во минатото. Проблемот е што кога ќе земете лек на реверс, кој е надвор од набавка, кој е надвор од договор, правите незаконски чин. И создавате затворен круг. Зошто се случува да снема терапија за болните од рак? Кое е решението? Како се снаоѓаат пациентите додека ја чекаат терапијата и има ли гаранции дека нема повторно да се најдат во иста ситуација? Вообичаени гужви на клиниката за онкологија и радиотерапија во Скопје. Се чека, но се завршува работа, велат дел од пациентите што ги затикнавме таму. На поголемиот дел од нив, важно им е што нивната терапија ја има и можат редовно да ја примаат. А освен лековите, важно е да се задржи и позитивниот дух. Има. Она што прима, она ја има терапијата. А околу ситуацијава со недостаток на терапија? Не. Тоа не може да кажеме ние. Тоа си има тука одговорни што они знаат како да што одработите. Тоа нека мислат тие што се тука на власт, ние што можеме да помогнеме. Само позитивно. Тука колку и да идеме и што и да ни дават, ако не си позитивен, ако сам не си даваш, ништо нема срце. Имаше лани лето, 2 години, 2 сестри само, пуни кревете, капацитет, трчат, работат, на сите ги стават игли, после дават инфузија, кој сака нека говори лошо. Така, ако нема лекови, да речем, во каква ситуација? Ако нема лекове, тоа нема лекове, оти што ние не даваме пари за лекове, а не оти доктору не дава лекови. Сите овие пациенти беа или на контроли или примаа хемотерапија која не е дефицитарна. Но меѓу нив наидовме и на пациенти што примаат биолошка терапија. Станува збор за посебна група лекови кои со значителен успех напаѓаат само одреден тип карциноми, и тоа во зависност од пациентот. Сега првпат не добива. Мислам, терминот за денеска ние нема. Знаевте дека нема или не? Знаевме. Само хемотерапијата ќе приема. Се чувствувате во неизвестност некаква? Мислите дека може да влие тоа на здравјето?
Како да ви кажа? Може ли да не сумњаш дека ќе влијае? Како одложувањето на биолошката терапија влијае врз здравствената состојба на пациентите? Објаснување побаравме од директорот на клиниката за онкологија Игор Стојковски. Вели, станува збор за 50 на пациенти кои деновиве добиваа само хемотерапија, а како што стигнуваат лековите за биолошката, ќе бидат повикувани да ја комплетираат терапијата. Во некои состојби се дава како дополнение на стандардната терапија, се дава во форма на кога има неуспех на првата линија, втората линија, се дава некојаш во, да речеме, во превентивна, односно во така речена адјувантна индикација. Одредувањето кој пациент ќе биде вклучен по строго утврдени критериуми што се базираат на медицината базирана на докази. Значи, тоа се сега во светот има многу биолошка терапија од различни, значи производители различни молекули, кај нас имаме тие одредени молекули кои се одобрени, значи регистрирани во земјата. Што е разликата од основната? Ве може ли малку постручно да објасните? Дали може пациентот да се доведе во живото загрозувачка состојба ако не ја добива? Значи таа може да биде индиректно животно загрозувачко, бидејќи значи практички онкологијата во некој случај може да биде, значи терапијата што се прима да биде превентивна, значи за да не се доведе до некој настан. Значи не можеме да збориме тука за директно загрозување на животот, да речеме како некоја, значи во интензивна нега кога збориме пациенти или некоја друга терапија, но може индиректно да доведе до да речеме влошување на состојбата. Зошто снемува биолошка терапија? Одговорот е различен зависно кого прашувате. Според директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски, проблемот е во лошото менаџирање на клиниката за онкологија. Поточно, болницата нема прецизни бројки колкави количини им требаат, а станува збор за многу скапи лекови. Имаме една единствена ситуација на онкологија дека ги прифаќаат сите пациенти, а на другите клиники се прифаќаат толку пациенти колку што има терапија, другите пациенти се снабдуваат приватно или на друг начин и е различен број на пациенти. Значи, со ретки болести имаме околу 300 пациенти, мултипла склероза околу 250 пациенти, значи овде збориме за околу 5300 пациенти. Но директорот на клиниката за онкологија има свое објаснување. Стојковски тврди, проблемот е повеќе димензионален. Според него и сега и претходно се појавува недостаток затоа што тешко се предвидува колку нови пациенти може да се дијагностицираат со рак, а на кои биолошката терапија ќе им го продолжи животот. Има состојби кога не може да се предвиди недостатокот на терапија поради тоа што забрзано трошење. Значи имаме зголемен број на пациенти, потребите од таа терапија се зголемуваат и многу тешко да се направи предикција, значи, на недостаток. А од другата страна, значи, дали можело да биде предвидливост, многу тешко да биде предвидливо, поради тоа што покрај постоечките пациенти секогаш имаме, што би рекле, билдап, односно зголемување на бројот со нови пациенти. Имаме случаи каде што пациентот ќе почне терапијата, ќе се иницира во друга институција или надвор од земјава и тој пациент ни доаѓа како дополнителен на, да речеме, на онколошкиот консилиум и е неетички, ја сметам мислам и колегиумот, стручниот колегиум смета дека неетички да не се вклучи, значи да се вклучи на биолошка терапија. И во минатото и сега, биолошка терапија на годишно ниво купува клиниката, на тендер. Ако се случи набавената количина да се потроши порано, клиниката го покриваше недостатокот преку реверс. Односно, лекот се позајмуваше од веледрогеријата увозник, за потоа таа количина да влезе во тендерот за следната година. Директорот на фондот Сашо Клековски е дециден. Тоа не смее да се повтори во никој случај, бидејќи однапред се предпоставува кој ќе го добие следниот тендер. Во основа треба подобрување на целиот процес на планирање од регистар на пациенти, нивно следење, планирање на потребните количини до преминување можеби на повеќе годишни планирања. Значи сега се прекупуваат повеќе работи, едната е дека преминуваме од една во друга буџетска година, а втората работа дека преминуваме од незаконски форми на работење во законско работење. Претходно вакви недостатоци се решавале со
позајмување од лекови од веледрогериите, што не е законски и ги прејудицира исходите на јавните набавки. Првиот чек е битно зголемување на буџетот за посебно скапи лекови, бидејќи на крај позади сето ова е дека нема доволно финанси, нема доволен буџет за ова, значи ние планираме да го за 25-та да го зголемиме буџетот за посебно скапите лекови за 40-50%. Меѓутоа и тоа ќе биде недоволно ако не се решат и овие другите работи. Значи мора да се постапува во повеќе подрачја. Еден од проблемите во набавката на биолошката терапија и според Клековски, но особено според негови сопартијци, се веледрогериите кои се официјални застапници на таквите лекови. Особено на тапет е Пановски. Онкологија и државата се заложници на оваа веледрогерија со огромни профити, која креира вештачки кризи секоја година. Компанијата возврати дека не се политичка партија, туку компанија во која има и швајцарски и капитал од ЕУ. Го осудија како што го нарекоа говорот на омраза против нив и посочија дека формирањето на цените на лековите законски е во надлежност на Министерството за здравство уште од 2007 година. Зад квалификациите дека доктор Пановски е омилена партиска веледрогерија, всушност се кријат бизнис интереси, со цел да се наместат нови доставувачи на лекови и медицински материјали и опрема. И додека партијата го напаѓа Пановски од говорница, ова е јавно достапен документ од 11 декември оваа година, договор меѓу клиниката за онкологија и Пановски. Вреден е 2,3 милиони евра. 2,3 милиони евра. И тоа е токму за лекови за биолошка терапија, такви какви што наводно сега нема, дел од нив, нели, ги нема на клиниката за онкологија. И сега, кога зборувате за омилена веледрогерија, Пановски, ја слушавме денови од партиската говорница, беше посочувана, нели? Ама еви вашиот директор пак со Пановски тоа милионски договор склучил за набавка на лекови. Точно. И предпоставувам и во иднина ќе има такви договори. Зошто? Затоа што таа веледрогерија соработува со светска компанија која што е производител на дел од тие лекови кои што се аплицираат на пациентите. И природно е во иднина исто таа веледрогерија се додека соработува со таа светска компанија, сега да не го именувам, да не го кажувам името која, инаку станува збор за една од врвните 5 компании во светот, кога ќе има јавни набавки, предпоставувам ќе се јавува и ќе добива. Но разликата е што сега повеќе нема реверсија. Разликата е што сега има контрола јасна на вијалите кои се аплицираат, каде се аплицираат, колку се аплицираат и на кои пациенти. Нема реверс, но има анекс договор со истата компанија за да се донесе лекот кој недостасува. Овој пат тоа беше соломонското решение заедно со донации. За пациентите тоа не е трајно решение. Во неизвестност се дали повторно ќе недостасуваат лекови. Од Сдруженијето Хемаонко бараат зголемен буџет и ажурирање на позитивната листа. Ние како пациенти сметаме дека доколку дел од тие лекови се стават на позитивната листа, ќе се поедностави на пациентите во случај како овој да можете вие да си ја набавите таа терапија и потоа да ја рефундирате. Доколку онкологија обезбеди терапија и нели ние немаме потреба да ја набавуваме таа терапија и тоа е решение, меѓутоа позитивната листа сепак сметаме дека префрлањето на одредена терапија на позитивната листа ќе отвори еден пат за понатаму да на овие условни буџети донесеме уште посовремена терапија со текот на времето, бидејќи медицината оди напред и од година во година има се подобри и подобри лекови кои што се надеваме дека во скоро време ќе ги имаме достапни во Македонија. Предлогот филозофија од редовен да стане изборен предмет, а логика и етика да се укинат во гимназиите, почива на онлайн анкета спроведена меѓу учениците за тоа што би сакале или не би сакале да учат. Ова може да се заклучи од нацрт концепцијата за гимназиско образование, која создаде конфликтна релација министерство професори по одредени предмети. Универзитетскиот професор Ристо Солунчев вели дека проблемот неверојатно е во недостигот на соодветен кадар во Бирото за развој на образованието и додава: ова е како да викнете водовоđе што знае да заварува бойлер да би изготви програма за нуклеарна фузија.
Сторијата е на Владко Чаловски. Двата елементарни искази со своите вредности на вистинитост се поставени. Лажно имплицира вистинито. Вака изгледа едно предавање на час по логика. Низ задачи и теорија се учат основните правила за критичко, аналитичко и логичко размислување. Логика е предмет кој е важен, а сепак не толку истакнат како математика, мајчин јазик, историја и други. Но на овој наставен предмет му се заканува бришење од корпусот предмети во средното гимназиско образование, заедно со етиката. Филозофијата пак од задолжителен се предлага да биде самоизборен. Развојот на ученикот подразбира севкупен интелектуален и физички развој. Отстранувањето на филозофскиот корпус на предмети практично го брише фундаментот. Ние можеме да развиваме техничко знаење, но тоа техничко знаење мора да подлежи на својот фундамент. Мора да подлежи на филозофијата, од која што се изведени сите останати области и врз основа на која што се гради. Што се случува? Трајче Серафимовски е професор во Скопската гимназија Георги Димитров и еден од оние што се потпишаа на отвореното писмо до владата против новата нацрт концепција за гимназиско образование. Добро, втората работа? Никаде на друго место нема ваква ситуација да ние разговараме за филозофија, дали треба да логика и етика, дали треба да ги има во образованието или не. Поставувањето на суштинските прашања во било која наука произлегува од филозофијата. Развојот на науките е некаде засилен 15-тиот, 16-тиот, 17-тиот век наваму. Но тој развој е условен од најголемите филозофи кои што живееле во тој период. Во моментов предметот филозофија задолжително го изучуваат гимназијалците во 4-та година. Предметот етика е изборен во 2-та и задолжителен во 3-та во општествено-хуманистичко подрачје Б комбинација. Логика е задолжителен предмет во 4-та година во општествено-хуманистичко подрачје А комбинација. Со предложените измени, филозофија би станал изборен предмет во 3-та и 4-та, а етика и логика се укинуваат. Зошто? Проверивме на веб-сајтот на Бирото за развој на образованието или скратено БРО. Таму е истакнат повикот за јавна дискусија за концепција за реформи во гимназиското образование, во чии рамки може да се најде концепцијата за гимназиско образование од јануари 2025 година. Подпишани се Министерството за образование и БРО, но не и имиња на конкретни автори. Запишани се неколку цели кои треба да се постигнат, меѓу кои развивање вештини за решавање проблеми, потикнување на свесноста, подготовка за одговорно граѓанство. Од друга страна, се маргинализираат во изборни предметите кои ја третираат оваа тематика – филозофија, етика и логика. Според универзитетскиот професор Ристо Солунчев, тоа е резултат на невклучувањето на стручен кадар во изработката на концепцијата, како и немањето советник за важноста на овие предмети. Со оваа реформа, што е наречена реформа, во основата е која што е компилација или празни флоскули без многу анализи, изгледа како некакво ресторанско бафе, менза, каде што оно што доаѓа да познаење, трга од принципелната позиција на незнаење и треба сега низ своето незнаење да одбере што сака да знае, што е невиден парадокс. Од нашите сознанија знаеме дека проблемот лежи во, можеби во Бирото за развој, бидејќи таму нема луѓе што ја знаат оваа област. Помалку изгледа као да викнете водоводжија, кој знае да заварува бољер, да ви изготви програма за нуклеарна фисија. Тој вели дека концептот е развиен, но не спроведен од претходната власт. Затоа му е нејасно зошто актуелната инсистира на таа концепција, кога од опозиција силно го критикуваше секторот образование. Значи, тоа е од прилика, знаете како, ако јас би станал министер во некој хипотетичко време и во некоја паралелна галаксија, станувам јас министер и одам на медицинскиот факултет и сметам дека треба да се направи реформа на програмата. Само доволно да се повикам на флоскули, модернизација и такво нешто. И отидам таму и кажам, нема потреба од патологија предметот. Затоа што претходно има патолошка физиологија. И сега, го тргате предметот патологија,
а патолошка физиологија го ставате во изборен предмет и сметате дека патолошка физиологија како изборен предмет може да ги покрие клучните компоненти на предметот патологија. На тоа изгледа ова. Солунчев, кој очигледно саркастично алудира на министерката Весна Јаневска, која до неодамна предаваше патологија на медицинскиот факултет, е само еден од професорите од Институтот за филозофија при Универзитетот Кирил и Методи, кои јавно го критикуваат начинот на кој се одвива целата јавна дискусија во однос на реформите. Меѓу нив е и професорот Дејан Донев. Тој се осврнува на друг елемент од нацрт концепцијата, како што може да се прочита во неа, маргинализирањето на одредени предмети се оправдува со мислење на учениците по спроведена анкета, дека предмети како филозофија, но и социологија, ликовно и музичко, па и хемија и физика, треба да се исклучат или да се учат во подрачјата на кои им припаѓаат. Реформата мора да се направи. Да, знаеме дека мора да се направи, но не на ваков насилен начин. Прво, кусо е времето, второ, истражувањата во наводници кои што се ставени во таа предлог концепција не се истражувања. Значи, онлайн анкета не е доволен аргумент дека децата повеќе сакаат математика, а не философија или не знам сакаат некоја друга наука, а не оваа. Тоа не е доволен репер. Второ, немате подлабински истражувања во делот како тоа наоколу се прави. Донев ја посочува Хрватска, каде предметот етика се учи 4 години во гимназиско образование, и тоа според 2 учебника. Хрватите одат дотаму што секоја година учебникот го бираат професорот и учениците заедно. Донев заедно со професорите Јасмина Поповска, Марија Тодоровска, Иван Чепаровски и Ана Димишковска е автор на студија од 2018 година за надградба на филозофскиот корпус предмети за средно образование, во која се споредуваат Македонија, Црна Гора, Србија, Хрватска и Бугарија. Но вели дека таа воопшто не е земена предвид од Министерството за образование. Значи, ова што го имаме ние е без некоја си опстојна анализа, без кадарен тим на експерти. Дури и да побарате кој е изготвувачот, го нема. Фамозно го нема. Што наведува во секој случај на прва топка дека се работи или за сомнителни ликови, или за сомнително искуство на тие ликови, или се работи за некои анонимуси кои што од никаде некаде се повикани да прават предлог концепција. Ако толку многу се инсистира на реформа, зошто реформата не почне од нас, од себе си, лично? Значи, во Америка вие не можете да се јавите на службата и да кажете на комшијата дворот не му е искосен, ако твојот двор е за никаде. Направете реформа во МОН, направете реформа во БРО. За сите овие прашања за кои говорат нашите соговорници, за отворените писма и од гимназиските и од професорите од Институтот за филозофија, став побаравме и од Министерството за образование и наука. Промени во средното гимназиско образование не се направени повеќе од 20 години. Новото раководство на Министерството за образование и на другите надлежни институции во областа на образованието одлучија да започнат процес на креирање на тие промени со учество на сите засегнати страни и стручната јавност. Во таа насока изготвена е нацрт верзија на концепцијата за гимназиско образование, која ќе биде конечна по завршување на јавната дискусија што е во тек и откако ќе бидат слушнати сите страни, како и интегрирани сите основани и издржани сугестии и забелешки. Слична е пораката која деновиве ја споделува и лично министерката за образование, дека никој нема да остане без работа, дека ги слуша критиките, но и дека ќе се води од интересот на учениците. Не е точно, ниту филозофија, ниту логика се исклучени, но како и да, ова е драп верзија поставена на јавна расправа. Сега прибираме сугестии, забелешки, предлози и откако ќе заврши јавната расправа, ќе донесеме дефинитивен заклучок, инако јас само пред 2 дена бев на филозофски факултет, имав средба со професорите од филозофскиот факултет, разговаравме многу конструктивно, очекувам и нивна поддршка, затоа што ги сослушавме и ќе постапуваме по заеднички препораки, но првенствено во корист на учениците. Дали е неизвестна иднината на најстариот факултет во земјата, филозофскиот факултет, кој почнал со работа уште во 1920 година.
Како и да се одвива дебатата понатаму, интеграцијата на филозофијата, етиката и логиката во образовниот систем не е само академски луксус, туку неопходност за развој на добро заокружени, критички мислители. Овие дисциплини ги учат учениците и студентите да се прашуваат, размислуваат и расудуваат на начини кои ги надминуваат традиционалните граници на предметот, подготвувајќи ги за сложените морални и интелектуални предизвици на современиот свет. На крајот на краиштата, образованието не е само за стекнување знаење, туку и за опремување на следната генерација со алатките што им се потребни за да размислуваат, действуваат и да живеат одговорно и значајно во се покомплексно општество. Да ги поставуваме вредностите на вистинитост на секој од исказите, така ли? Во ова издание до крај ни остана да ја погледнеме саботажата. Општинарите се сосема свесни за тоа што го предизвикуваат. Јасно им е како нивните одлуки влијаат врз секојдневието на граѓаните и како гласаат за урбанистичките планови. Ама се уште не се на чисто. Од каде им доаѓаат таквите идеи? Ако имал некој памет во главата кога го носел дупот, сигурно немал такво лице да донесе. Ако веќе зборуваме за памет од Карши на булевар Србија, не знам со кој памет се донесе дуп каде што поминува Фи-400 гасоводна цевка. Изгледа дека во одредени клучни моменти се случува некој прекин во комуникацијата меѓу двете страни на мозокот, што ме е евидентно дека при носење на некоја одлука им се случува хаос со капацитетот на способност за расудување. Зашто испробнаватизиравте ваква работа? Вие стварно ќе ставате за главата? Заштита за тоа што се наоѓа во главата има, ама модерното општество го урна за нечиството, кое можеше да искрои нешто што со сигурност ќе влијаеше. Тоа под производот да функционира на нормална работна температура. Порано имаше и капи праве. Сега нема го ни тоа. Штом нема помош од шнајдерите, способноста на општините во спроведувањето на самоуправата е на такво ниво, што тие ни за себе не можат да си ја скројат капата, а камоли да се погрижат да не им земне и останатиот дел од телото. Температурата во оваа просторија е иста колку што е температурата на мислам дека се согласувате со нас и прв пат во моите 8 година советници излегувам на говорница со Винтијаго. И се извинувам на граѓаните на општина Гергере што сум вака обличен. Но проблем не е само загревањето на општинските простории. Според едно свежо откритие, утврдено е од каде потекнува се, каде тоа лежи зајакот. Прашањето за високите цени е клучно и тоа е присутно 24 часа. Граѓаните се убедени дека мајка на сите проблеми се високите цени во маркетите, поради што трговците станаа омразени личности. И на крајот, кога и без прекрстување со левата, може да се свати дека неомилените ги интересира само десната рака. Епа, десната дека ќе дадеш, а левата дека ќе земеш. Зашо е тоа така? Дали со десна секој се дава? Па да ти кажем, не сум толку побожна и не ги толку тумачам тие работи. Меѓу суеверието и побожноста разликата е мала и може да збуни. Исто како на лепницата. Помалку трошоци, повеќе за тебе. Тука се одјавуваме за вечера. Од понеделник се враќаме во нашиот редовен термин во 20:15 на МРТ1. Бидете со нас. Пријатно.